Последен ден од кампањата за предвремените парламентарни избори 2020 година. Тука сме во срцето на Битола со кандидатот за пратеник од Коалицијата за обнова на Македонија, предводена од ВМРО ДПМН, доктор Олга Лозановска. Добро утро и благодариме што одвоивте дел од вашето драгоцено време, кое што исполнето со многу активности да го реализираме овој разговор. Добро утро, благодарам за поканата, ве поздравувам и ги поздравувам сите граѓани на општина Битола. Кампањата беше со многу активности. Прошетавте низ повеќе населени места во нашата општина и во другите градови од петтата изборна единица. Колку сте задоволни од тоа како се одвиваше целата кампања, како ве примија граѓаните? Вас ве знаат како доктор, како советник во општината, но сега веќе и како кандидат за пратеник. Па оваа кампања сите знаеме дека се водеше под посебни услови заради пандемијата со COVID-19. Малце беше напорно, со посебно внимание на тие мерки на предпазливост, носење на маски, држење на дистанца, контактите со луѓето беа малце ограничени заради тоа, затоа што луѓето нормално дека се плашат од тие контакти. Меѓутоа, значи уште на почетокот на самата кампања јас сакав моето настапување да биде позитивно, значи со позитивна кампања да настапувам со сите оние мерки за обнова на Македонија кои што се вклопени во програмата на ВМРО ДПМН и коалицијата и цело време ја водев, значи, кампањата во таа насока. Сакав да им ги презентирам на граѓаните мерките за подобро утре на сите нас, затоа што секој граѓанин има право и на вработување, има право и на добар живот, има право да оди еднаш во годината на одмор и јас како кандидат за пратеник ќе се залагам за да се реализираат тие мерки, ќе работам совесно се за подобро на сите граѓани на општина Битола и на Република Македонија. Вие рековте дека настапувате со позитивна кампања, но пред 2 дена ја добивте и првата критика од вашите противници, затоа што наводно станувало збор за судир на интереси во делот од вашата професионална работа. Колку што знам, станува збор за потврдите кои што ги добиваат вашите пациенти, за да можат да гласаат еден ден пред официјалното гласање или пак од дома, оние со потешки случаи. Дали има воопшто тука конфликт на интереси? Па да ви кажам, јас не би сакала тоа да го коментирам, само сакам да кажам дека јас како доктор интернист, магистер ендокринолог, работам со диабетологија. Сите знаеме дека пациентите со диабетес се можат да гласаат од дома и со коморбидитети, така да моите пациенти се многубројни, диабетот се шири со епидемиски размери, има многу пациенти со диабетес и ги искористиле моите извештаи за да ги пријават, за да можат пациентите да гласаат дома. И така да, такви удари, да ви кажам, сум имала многу во изминатите 3 години. Еве, конкретен пример ќе ви кажам, и такви притисоци ми пуштиле контрола во 6 сатот наутро, сум се најавила дека ќе излезам 1 сат порано, сум била дежурна, па контрола тројца во 6 са бајле да го фаќаат криминалецот затоа што 1 сат порано ќе излезам од работа, така да се навикнав некако на тие притисоци во овие 3 години. Тие контроли стане откако станавте советник во Советот на општина Битола? Не, откако дојде СДСМ на власт. Така. Колку вашето искуство како советник ви помогна во оваа кампања и колку ќе ви помогне во работата во собранието? Овака, значи, советничкото место и во изминатиот мандат и во сегашниот ми овозможи прво да стекнам доста пријатели, да запознам доста луѓе, млади, повозрасни од сите партии, да стекнам, значи, пријателство, доверба, секојаш кога ќе ги сретнам тие луѓе, некако ги чувствам како блиски роднини. И ден денес со минатиот состав имаме една добра релација со нив, си помагаме едни со други без разлика од која политичка партија се, и од СДСМ, и од ВМРО ДПМН, и од турската, и од сите партии, така да
И нормално работата на Советот мислам дека многу ќе ми помогне да и тоа искуство во решавање на проблемите на општина Битола ќе ми помогнат понатаму како пратеник, затоа што веќе знам како тоа функционира и ќе ми помогнат да знам што им треба на граѓаните, што му треба на самиот град, инфраструктура, економија. Мислам дека тоа искуство добро ќе ми помогне за да настапам како пратеник. Така, тука работевте во интерес на градот, таму ќе работите во интерес на Македонија, да. но сепак се надевам дека Битола ќе ви биде на прво место како битолчанка. Да, сигурно. Во некој интервју дури ве прашаа дали ќе се вратите во Битола. Се надевам дека тоа нема да биде прашање и во овој случај, затоа што битолчанец си го сака градот најмногу од се. Сигурно, да. Така, во програмата за обнова на Македонија, 360 страници, повеќе од 1000 проекти. Како доктор, нели, редно е да ве прашаме околу здравството, што е тоа што недостига во македонското здравство, на кој начин пациентите да добијат подобра услуга, а докторите да добијат подобри услови за работа. Дали имате предлози во оваа сфера? Па, јас да речеме како доктор со долгогодишно искуство, знаете дека порано докторите кои ќе достигнеле една одредена возраст и кои ќе поминеле одредени години на работно искуство, биле советници и им служеле на помладите во решавање на некои потешки случаи и во реализирање на самата работа и во оделенијата и во болницата. Значи, ќе се трудам во мојот период на работа како пратеник, нормално прво да се подобрат услугите на пациентите, затоа што ние прво сме таму за пациентите, а потоа да се подобрат и условите за работа на здравствените работници, на лекарите, на сестрите и на помошниот персонал. Ке се трудам за покачување понатамошно на платата на сите вработени во здравството. Би сакала да речеме, ете конкретен пример, да се формира еден ургентен центар во склоп на клиничка болница Битола, каде што ќе се решаваат за пократок временски период, ќе се поставува диагностика, каде што ќе бидат вклучени повеќе специјалности, се со цел да се намалат деновите на лежење на пациентите, затоа што тоа кошта за самата клиничка болница и нема да лутаат пациентите. Ајде сега оди до хирургија, па до интерно, па ти си за на нервно и така натаму. Туку тогаш, во тој момент, да се поставува диагностика и да се третира пациентот понатаму на соодветен начин. Исто така би сакала, ако сме во можност, да се отвори еден центар за болка, каде што ќе бидат згрижени пациенти со малигни заболувања во терминална фаза, затоа што тие пациенти искрено се уште лутаат, имаат диагноза, влошување на состојбата, некои ќе се хоспитализираат, на некои лекувањето продолжува преку домашното лекување, така да мислам дека на Битола недостига таков центар за болка, каде што ќе бидат згрижани тие пациенти и последните денови, за жал, од нивниот живот, барем да бидат адекватно третирани. Зборуваме за Битолската клиничка болница. Да, зборуваме за Битолската клиничка болница. Условно кажано противници во програмата пред 4 години имаа зацртано нов клинички центар во Битола. Од тоа барем досега ништо нема. Дали ни треба нов клинички центар во Битола? Кое е вашето размислување? Еве сега ќе кажам искрено. Значи, ние имавме во времето на ВМРО ДПМН имаше надворешна реконструкција на болницата. Значи се направи фасадата, со тоа енергетска ефикасност и ние, докторите и вработените здравствениот персонал, почувствувавме многу, затоа што во зимата беше многу ладно, па секаде беа запалени печки, греалици и така натаму, и со промената на доградбата и со таа изолација ние почувствувавме навистина промена, енергетска ефикасност во болницата и можеби во ова време на економска криза, на пандемија,
Спрема мене подобро би било да се направи внатрешна реконструкција на болницата, сето тоа да се реновира, да се обнови, ако треба да се доградат и амбуланти надвор во дворот, амбулантно-поликлинички дел да се направи во дворот, за да може да се подобрат условите за работа, а во некој идно време, кога ќе бидеме како постабилна економски држава, зошто да не се направи нов клинички центар. Меѓутоа, сметајки на условите и состојбата економска на нашата држава, јас мислам дека во овој момент приоритет би било тоа. Така. Моето размислување. Проблем е актуелен околу здравството, тоа е одливот на доктори и на медицински персонал. Што ќе направи владата на ВМРО ДПМН доколку ја усвоите во власта, за да ги задржиме тука докторите, медицинските сестри и другиот персонал? Тоа ете сите овие мерки кои што се вклопени со проекти, со покачување на плати, со подобрување на условите за работа, со континуирана медицинска едукација, со набавување соодветна опрема, затоа што во време на ВМРО ДПМН сите знаеме дека беше набавени компјутери, магнети, ехоапарати софистицирани. Понатамошно, значи, едукација на самите и докторите, и медицинските сестри, и помошниот персонал. Јас мислам дека кога ќе ги имат тие услови за работа, кога ќе можат да се реализираат како млади личности, нема нашите млади луѓе да одат во другите држави, затоа што сепак мислам дека животот во својата татковина е најдобар и секаде ќе бидеме граѓани од втор ред. Свој на своето е најдобро да се биде. И со своите. И со своите, да. Така. Имавте една средба со новинарите на која што зборувавте за мерки од социјалната сфера, кои што би се превзеле во наредниот период. Да. Ајде неколку барем да посочиме кои што би биле поинтересни за нашите слушатели и гледачи, бидејќи таму се наброени поголем број на мерки. Да. Значи вака, ние сите знаеме дека ВМРО ДПМН како политичка партија е и народна партија, која што преферира подобрување на социјалната политика преку возможување на нови работни места кои што ќе бидат добро платени, а тука ќе бидат вклучени и ранливата категорија на граѓани. Значи целта на ВМРО ДПМН е да им се помогне на тие луѓе, да се еднаков пристап да имаме кон сите маргинализирани групи, да се надмине општествената свест и стереотипите кон луѓето со инвалидитет и таа помош која што ќе им се пружи да биде врз реална основа втемелена, така да имаме мерки, тука се вклучени изградба, да речеме, на нови градинки, на некој нов приватен старски дом, проширување на обемот на мерки во смисла на стекнување на право на пензија на 62 години за жена и 64 години на маж за семејства кои што имаат деца со посебни потреби, подобрување на можноста за посвојување на деца, купување на компјутер за деца, овозможување на стипендии кои што се со инвалидитет и ред други мерки. Децата со аутизам се тука вклучени, центри за деца како каде што бесплатна рехабилитација на деца со инвалидитет. Има многу мерки, се надевам дека ќе работиме и дека ќе бидат тие реализирани во наредните 4 години. Во една прилика изјавивте дека Битола заслужува чист воздух и чиста животна средина. Што ќе направиме на тоа поле? Јас многу пати сум нападната дека како ВМРО ДПМН и јас како советник ништо не сме направиле за воздухот во општина Битола. Јас сакам малце да потсетам дека во времето на ВМРО ДПМН беа преземени многубројни мерки за подобрување на квалитетот на воздухот и на животната средина.
Ќе спомнам некои од нив. Имавме субвенционирање на сончеви колектори, имавме субвенционирање на ПВЦ дограма за и сите поголеми државни институции беше сменета заради електрична ефикасност. Имавме ден на дрвото, иако одите од Битола кон Ресен, ќе видите дека после опожарувањето на тие ридови сега веќе има нови дрвца благодарение на постоењето на тој ден на дрвото кога се засадуваа дрва. Се направија овие кружните текови, затоа што и кружните текови се дел од долгорочните мерки. Помалце се задржуваат возилата, помалце има издувни гасови и тие се дел од мерките за подобрување на квалитетот на воздухот. При регистрација на возилата се воведе мерка да се мери степенот на издувни гасови и да не можат тие возила да се регистрираат. Во текот на тој 4-годишен мандат, кога бев советник во изминатиот период, се изработи ЛЕАП. Од една година беревме материјал да се изработи тој локален еколошки акционен план, од кој што можат да произлезат многубројни проекти за да се подобри квалитетот на воздухот. Како член на Комисијата за екологија го стопиравме каменоломот, и сите знаеме дека јас и колешката Виолета Ковачевиќ колкави притисоци имавме за тоа, меѓутоа ние работевме во интерес на сите граѓани, сметајки дека тој каменолом штетно влијае врз квалитетот на воздухот. Се субвенционира печки на пелети, а СДСМ, кои што беа остри критичари и поборници за чист воздух, знаеме дека во овие изминати 3 години, освен субвенционирање на клима инвертери, ништо друго не презедоа, така да јас и понатаму ќе работам во таа насока и понатаму ќе се трудам сите овие мерки кои што се вклопени во програмата за обнова на Македонија да бидат реализирани со продолжување на субвенционирање на ПВЦ дограма, ќе се направат напори гасификацијата да се продолжи, проектот за топлификација и сите оние мерки кои што произлегуваат за подобрување на квалитетот на воздухот, затоа што сите го дишиме тој воздух и ние и нашите деца, сите сакаме да имаме здрава животна средина. Успешен доктор во интерното одделение во клиничката болница во Битола со голем број на пациенти кои што имаат повеќе болести, а бараат помош од вас веќе долги години, а сега заминувате во парламентот. И сигурно дека многу од вашите пациенти и јавноста ќе се прашува зошто еден успешен доктор би започнал политичка кариера. Многу сум критикована за тоа од моите политички опоненти, меѓутоа ќе кажам прво дека јас и понатаму ќе продолжам да работам без надоместок во клиничка болница, доколку физички можам тоа да го направам и не сакам да се одделам од медицината, сакам да имам барем 2 амбуланти во месецот, ако можам и повеќе, заради моите пациенти точно. И професорката Весна Јаневска беше гостин од Централната комисија за образование, многу добро образложи како еден млад човек започнува од првата скала и се изградува како личност. Значи, јас сум поминала, сум се вработила како доктор, општи лекар, сум работела по селата, па сум се едуцирала специализација, магистратура, имам долгогодишно искуство и професорката рече, кога ќе се постигне еден врвот на тоа скалило, може секој своето искуство да го пренесува и на младите доктори, меѓутоа и во општеството, се со цел да се подобрат условите за работа и условите за подобро згрижување и на пациентите и условите за работа на самите доктори, на самиот медицински персонал. Па така да мислам дека јас имам долги години работно искуство и тоа мое искуство ќе го пренесам, а ќе продолжам да работам
а онака колку што можам, колку што ќе ми дозволува времето, волонтерски во клиничка болница Битола. Тоа искуство ќе помогне и во донесувањето на новите закони во областа на Да, здравството. сигурно, нели? сигурно, да. Во секој случај на самиот крај, дали би упатиле порака до нашите гледачи за денот на изборите? Да излезат, да гласаат? Да, ги поздравувам сите граѓани на општина Битола. Добро утро. Ги поздравувам сите граѓани на општина Битола, масовно да излезат на гласање, нормално, да носат маски, да ги почитуваат препораките на Министерството за здравство, да држат дистанца, да гласаат по своje убедување, меѓутоа сепак да гласаат за онаа политичка опција која што ќе го врати достоинството на македонскиот народ. Очекувањата на вашата коалиција се победа? Да, сигурно. Така е барем според повеќето анкети, Да, сигурно. но ни останува да почекаме уште 3 дена Да. и да се радуваме на резултатите. Сите заедно. Ви благодариме уште еднаш за учеството во нашата програма, ви посакуваме успех. Благодарам, ве поздравувам и јас, ви благодарам за поканата.